Да, ова се дел од темите, а ние веднаш во овој момент одиме на терен за да зборуваме за еден значаен проблем. Проблем на кој што постојано укажува Водовод и канализација со оглед на тоа дека фрламе отпад и други нешта кои што не треба да завршуваат во канализационата мрежа затоа што прават многу посериозни проблеми. Сите детали ќе ни ги донесе Верица Блажевска која е утрово на терен заедно со екипите кои што во моментов работат на случајот. Верче, добро утро. Јована, добро утро, поздрав до Александар, поздрав и до гледачите на утринската програма на телевизија Сител, јас такам Македонија. Така, Јована, често дел од граѓаните како да ги мешаат јавното предпријатие Водовод и канализација и јавното предпријатие Комунална хигиена, па отпадот го фрлаат во канализацијската мрежа, нешто што никако не би требало да се случи, доколку нели не сакаме да си направиме проблеми на канализацијскиот систем, и секако на штета на нашето здравје и животната средина и околина. Утрово сме овде, парк на франкофонијата, со екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација, со Борџа Георгиевски, токму од сектор канализација, ќе позборуваме ова утро и ќе видиме буквално во живо, директно на терен, како изгледа една редовна или можеби акција по дојава или итна акција. Добро утро и добро ни дојдовте во Јас сакам Македонија. Добро утро. Ви благодарам пред се за поканата и за вниманието што ни го давате како предпријатие Водовод, јавно предпријатие Водовод и канализација, за да се, да речеме, запознаат граѓаните со нашите активности. Ние како јавно предпријатие Водовод и канализација одржуваме некаде околу 1080 километри канализационна мрежа во градот Скопје, од која што 760 километри е фекална канализационна линија, околу 320 километри атмосферска линија. Сега нормално имаме и обслужни фекални пумпени станици. 5 фекални обслужуваме 5 фекални пумпени станици и 4 атмосферски пумпени станици. Нели сето тоа е во склоп на канализациониот систем, во склоп на канализационата мрежа за, да речеме, одведување на отпадните води, нели, на цела територија на град Скопје до реципиентот. Во случајот сега тука работиме, ова е тековно работење, одржување на фекална пумпа која што го обслужува овој потек, односно пониските делови, ги опфаќа сите овие фекални отпадни води од пониските делови, ја ги препумпува, ги подига, нели, за да влезат тие отпадни води во нашата канализационна линија. Во случајов оваа решетка мора да се чисти, односно оваа фекална пумпена станица, која што нели во склоп на неја има решетка, на која што се нафаќаат тврдите материјали, односно оние материјали кои што воопшто не треба да бидат во канализационата мрежа. Значи, ние се соочуваме, да речеме, со некои работи, односно гледаме што се фрла на некој начин од невнимание, од небрежност во канализационата линија. Наоѓаме тврди предмети, се она што може да влезе, да речеме, и преку ВЦ школката, и во, луѓето на некој начин фрлаат и во канализационните шахти, ги отварат, фрлаат и така натаму, непотребни материјали, тврди материјали. Инаку најголемото запушување, зборувам за кој што граѓаните може да помогнат и да не се случува во иднина, односно да не би доаѓало до чести запушувања и со тоа финансиско оптоварување за граѓаните, секако и, нели, заради заштита на човековото здравје. Значи, би требало да бидат внимателни и да не фрлаат ништо во ВЦ шолите, исклучително не влажни марамчиња. Значи, влажните марамчиња знаеме дека се во тренд многу поодамна, но не водиме сметка дека тие се најчесто неразградливи и кога ќе влезат во канализационите цевки, неверојатно брзо ги запушуваат. Со тоа, рековме, доведува до, нели, запушувањето доведува до несакани појави да граѓаните се соочат, нели, со излив на фекали во нивните домови и така натаму. Сето тоа предизвикува, ние на повик доаѓаме, чистиме, но сето тоа предизвикува и финансиска штета, односно оптоварување за граѓаните, и затоа апелирам да не фрлаат ништо во, да речеме, во склоп на своите домови, во своите купатила, во шолите, исклучително не влажни марамчиња. Да, влажните марамчиња се најголемиот проблем, како што кажавте. Освен тоа има и градежен шут, пелени, стара расипана храна. Не би сакал да спомнувам за тврди материјали кои што на некој начин се
јас можам да речам од невнимание, може би некаде и намерно се фрлани, ние сме наоѓали даски, гредички, до, не знам, до животни, Столици. не би сакала да спомнам, кебиња и така натаму, облека, мислам, тоа во линиите кои што се надвор од зградите. Меѓутоа, јас сега зборувам за она што го кажав за лажни марамчиња, она што стварно граѓаните може да придонесат со својата совест, нели, воопшто да не употребуваат, односно воопшто да не фрлаат во чолите, ке се употребуваат, нели, корпи за отпадоци, тоа е дел од отпадот. Така, за да може да се санира сега во моментов, значи оваа канализацијска линија, каква механизација користиме? Овака, Што се е потребно и колку луѓе на терен? Во случајот, значи ние да речеме за нашето тековно работење работиме и со рачен алат, со сајли, со чекрици, но исто така работиме и со механизација, како што гледате, нели, со цистерна вакуум, со цистерна притисок, со хија, нели, и возила, разна механизација користиме за сето тоа, затоа што во случајов пумпенава фекална пумпа, за чистење на фекална пумпа, постои решетка која што ги собира тие материјали, рековме, да не речам само исклучително влажните марамчиња, кои што може би сега ќе ги видите на куп, нели? Таа решетка ги собира и решетката да подигнеме, таа е многу тешка, нели? Голема, тешка и затоа ни е потребна механизација и со цистерната за притисок, нели, ги чистиме понатаму цевките, нели, пуштаме црево во должина од 80 метри, на пример, да, ја прочистиме линијата во двата правци, од каде што доаѓа отпадната вода и каде што оди. Нашето тековно одржување, како што кажав, во склоп на во нашата канализациона линија имаме негде околу 48.000 шахти, имаме околу 20.000 сливници и ние со нашата тековна програма ги одржуваме секојдневно на целата територија на град Скопје, нели? Распрскани сме на 19 пунктови, значи во секоја општина има по 2 до 3 пункта, да бидеме достапни до граѓаните и да бидеме, нели, поблиску до самото место, нели, на одржување. И вршиме секојдневно одржување на целокупната таа, ви кажав, канализациона линија која што е во должина од 1080 километри. Откако сега ова ќе се исчисти, за колку време би требало повторно истото да се среди, односно за колку време повторно ќе се наполни? Видите се, тоа е, не знам како да речам, зависи од совеста пак на граѓаните, би рекол, зависи од тоа. Ние, например, сега, моментално, во овој начин на одржување, доаѓаме еднаш неделно за фекална пумпа, велам. Еднаш неделно може би да биде еднаш месечно. Некогаш може за многу побрзо да се запуши, нели, во зависност од интензитетот на она што се фрла. Некогаш граѓаните, верувајте, граѓаните вршат дојава. Видите, ние се наоѓаме тука во паркот, во центарот на градот на некој начин. Сепак ова е фекална пумпа и некогаш ако има многу поголем, значи ако има многу поголем обем на запушување, во смисло не запушување, туку таложење на непотребни материјали и миризба се чувствува, може би сега ја чувствуваме, нели, при чистење се чувствува миризба и некогаш и самите граѓани се уваат. Ние, пак ќе кажам, апелирам до граѓаните да не се секогаш вината да се фрла на нас. Значи ние доаѓаме не само на дојава, ние тековно си ги работиме овие работи, но некогаш се случува и на дојава, нели, еве некој граѓанин ќе помине, ќе каже дека почувствува миризба, ние веднаш реагираме кога ќе ни се јават, имаме на контакт центарот и така натаму, значи и на дојава, но тековно си ги работиме овие работи по наша програма за работа. Освен овој проблем, имавте еден друг проблем со кој што се соочувавте наназад, со крадењето на капаците од шахтите. Се решили тој проблем конечно? Видите сега, за решавање, значи ние како ќе се случи такво нешто, ние тоа го решаваме. Нормално, исто и за тоа се случува граѓанин да ни ја дојави, затоа што рачунате дека ние си вршиме, нели, контрола, проверка и тоа го пријавуваме полиција. Кога има украдено капак или решетка од сливник, тоа се случува повеќе на споредните улици, нормално онаму каде што има помалку фреквенција на луѓе, нели, во текот на денот или ноќта. Нормално такви групи на, да речеме, кои што вршат такви кражби има. Ние во минатото инсистиравме и тоа и се случи да кражбата на капаците и на решетките од сливници биде окарактеризирано како кривично дело, односно да може оној кој што ќе изврши таа кражба
да биде санкциониран малку построго во смисол затоа што се загрозува и навистина се догрозува со враќајот, нели, со крадењето на капаците и на решетките од стивници, рачунете дека останува дупка на горниот слој од коловозот и се случуваат може катастрофи. Тоа и се случи. Мислам дека има построги закони сега, може би треба тоа се уште да се поработи на тоа. Потоа имавме, тоа беше поодамна, нели, пред неколку години, исто така ги на некој начин ги посетивме сите оние отпади кои што откупуваат старо железо и ги замоливме на некој начин да не откупуваат цели капаци или цели решетки, затоа што тоа е казниво. На времето тоа не се почитуваше, потоа имаше еден малку построг закон и еден период почнаа да го практикуваат тоа оние институции, односно отпади кои што откупуваат, и така да кога немаше, нели, кога немаше кој да им го откупи тоа, се намалија кражбите. Сега на споредните улици ние воведовме. Тоа е поодамно воведено, меѓутоа повторно го актуализираме. Поставуваме и решетки од композитен материјал, кој што материјал е неатрактивен, нели, за кражба, затоа што не е предмет на откуп, и на споредните улици поставуваме и такви решетки кои што лесно се кројат и брзо се поставуваат, затоа што граѓаните сакаат брза услуга, нели, сакаат кога нешто ќе се случи веднаш да тоа биде сменето, значи заштитено и така натаму и така натаму. Со капаците работиме со капаци кои што се самонивелирачки, тежок тип на капаци, кои што се стварно, да речеме, кои што е стварно невозможно да се украдат, и затоа веќе поставуваме и такви, значи толку се тешки и толку се цврсти, нели, и прецизно се поставуваат и се заклучуваат, нели, така да работиме на тоа. Сега тие се малку, да речем, стварно веројатно би се, да. со тоа би се решил Да. проблемот. Кога сме веќе кај оваа акција на која што утрево присуствуваме, колку време трае едно вакво санирање и во текот на денот колку вакви акции обично се прават? Па да речеме една екипа, ова сега во случајот е пункт, например, од тука од центарот, една екипа, вакви интервенции во денот може да има 2, 3, 4, 5, во зависност од, така речеме, од обемот на она што ќе се извади, од обемот на работата, некогаш може да се заглави, веројате има и некогаш и технички проблеми, во случај може да заглави решетка и може ова да го работиме пола сат, може да го работиме сат и пол, потоа преминуваме на друга работа и така натаму и така натаму. Меѓутоа, екипите ни се распоредени, значи имаме и мали возила пијаџо каде што праќаме по секогаш по тие собират, нели, по 20 работници, си одат си ги чистат сливниците, нели, а друга екипа си оди со друго возило, со цистерна притисок, трета екипа си оди со цистерна вакуум, зборам за одредниот пункт. Сега може да замислите, тоа се случува на ниво на цел град. Реков, имаме 19 пункта, во нашиот сектор има околу 120 работени. И сега тоа да напоменам на некого може му звучи многу, меѓутоа Скопје е многу голем град, од, не знам, 600.000 жители, обслужуваме огромна мрежа, линија, и според европските стандарди ние треба да имаме многу повеќе работници, но тоа според можностите. Уште нешто на самиот крај ги споменавме фекалните и отпадни води. Што со онаа пречистителна станица во Скопје која што се најавуваше веќе некое време дека ќе се изгради? Дали веќе се планира од оваа година да започне изградбата и како истото би функционирало? Да, значи тоа е, да речеме, наша стара потреба, општо зборам за граѓаните, нели, оваа потреба и за градот Скопје, и тоа е голем проект, нели, кој што, да речеме, е поттикнати од така, од европски институции, нели, тука ќе биде учесник владата, градот Скопје, општината, водовод и канализација, и се работи на тоа, интензивно се работи веќе, па да не речам, можеби 8-9 години. Јас тук се сеќавам околу 2012-2013, мислам дека се почетоците на таа идеја. Односно, рековме, тоа е потреба. И дали ќе се реализира веќе идеја? Да, веќе е во некоја крајна завршна фаза, мислам дека е во фаза на евалуација, односно на одбирање на изведувач. Сепак тоа е крупен проект, не секој може тоа да го изведе, и мислам дека во најскоро време, ако е се во ред, би требало да се почне со таа изведба.
Да се надеваме дека ќе биде така и следното вклучување може ќе биде токму таму за да ја најавиме нели изградбата Да и се она што надеваме, ќе се сите би случува. сакале тоа да Ви се случи. благодарам господине Борче што одвоивте време и дозволивте нашата екипа, јас и колегата Дарко Димитриевски и секако на моите колеги во студиото и сите гледачи на утринската програма на телевизија Сител Ја сакам Македонија да присуствуваат на малку на една од Дел од вашите нашите акции, акции. така на санирање на една фекална, односно на една канализацијска линија. Ви благодарам што бевте дел од Ја сакам Ви Македонија. благодарам и вам. Поздрав. Се надевам дека во овие изминати минути имавте можност да видите како изгледа една ваква акција на санирање на канализацијска линија, дел од канализацијската мрежа, која што би требало да ја чуваме, да се однесуваме совесно. Сите оние отпадоци и се она што и во моментов имавте можеби можност накратко да видите и што овде го најдоа екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација, не би требало да го фрлате овде. Сите оние отпадоци си имаат свое друго посебно место, да ја чуваме за да може нели канализацијскиот систем да функционира онака како што треба и секако да бидеме и чувари на животната средина околина, а со тоа и на нашето здравје. Колеги, толку од ова прво јавување во живо терен. Да, добар улов има твоите соговорници, гледам ова утро, а пораките кои што ги пративме се надевам дека ќе допрат до сите граѓани. Нередко сме гледале дека од канализационите мрежи 5 цели школки од ВЦ школки се подигаат, цели машини, така што навистина страшно.